Денеска, 19 години подоцна, од денот кога општина Прилеп загуби десетмина своји граѓани, со истата болка стоиме овде, пред паметникот Карпалак, подигнат во нивно име. Десетмина припадници на резервниот армиски состав ги вградија своите животи во зачувување на територијалниот интегритет и суверенитет на нашата држава. Затоа, имињата на Горан Миновски, Сашо Китановски, Веби Рушидовски, Бранко Секуловски, Љубе Грујовски, Нане Наумовски, Ердован Шабановски, Марко Деспотовски, Пеце Секуловски и Дарко Велјановски вечно ќе останат во колективната меморија на нашите граѓани, но и на сите останати кои ја сакаме татковината. Денеска повторно сме овде и за да ја споделиме нашата болка со семејствата на десетмината бранители, иако сме целосно свесни дека не постојат зборови на утеха кои ќе ја исполнат празнината на нивните срца. Бидејќи не постои поголема загуба и болка од загубата на најблискиот. Тој 8 август 2001 година 10 прилепски семејства изгубија синови, брајќа, татковци, сопрузи. Поклонувајќи се пред нивната саможртва, нашата должност е и како политичари, но и како одговорни граѓани, е да направиме се, никогаш повеќе да не се повтори злото од 2001 година, да не дозволиме да се вратат сеништата на минатото. Со полноправното членство во НАТО направен огромен чекор напред во обезбедување на сигурни и безбедни граници, како и внатрешна стабилност на државата. Но НАТО не е само гарант на мирот, туку и можност за економски развој и повисок стандард на граѓаните, што пак ќе биде главна придобивка после почетокот на преговорите со Европската Унија. Истовремено, целиот свет е соочен во битката со невидливиот и подмолен непријател, пандемијата на COVID-19, кој не наодмина ниту нас. Затоа, само обединети, со почитување на препораките на Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, убеден сум дека ќе го надминеме и овој предизвик и дека од целата ситуација ќе излеземе уште посилни. Победата над пандемијата, исто како и одржувањето на мирот и безбедноста и обезбедување услови за пристоен живот, им го должиме и на оние кои во скорешното и дамнешното минато ги положиле своите животи на браникот на татковината, но и на генерациите кои доаѓаат во иднина. Нека им е вечна слава, споменот на слава и славата на хероите.